Почитувани членови на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, почитувани членови на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, почитувани кандидати за председател на Република Македонија, почитувани делегати, драги гости, браќа и сестри, аирлија да ни е денот и да го избереме идниот председател на Република Македонија. Македонија се наоѓа на крстосница, а секогаш ваквите мигови бараат сериозни одлуки од кои зависи иднината на нашата татковина. Зависи заедничката судбина на многумина чии животи денес поминуваат во неизвестност, во мачно трагање кон подобар живот, со секојдневна главоболка да се обезбеди сигурност и основна екзистенција за своето семејство. Секојдневието се претвара во борба со животот, решавање на напластени проблеми и неретко секој еден граѓанин го одзема чувство дека води борба со ветерници. Дека иако го дава најдоброто од себе, иако прави се за да победи во животот, тој постојано губи, а доживува удари не затоа што е неуспешен или недоволно квалитетен, туку затоа што општеството е труло, затоа што вредносниот систем е разорен и се чини дека се е против него. Тој поединец не е неуспешен човек, туку тој ја има судбината да живее во неуспешна и заробена држава. И моето време денес нема да го потрошам на лекции за тоа што е пропуштено и како требало да биде. И зошто не било? Затоа што секој еден од вас, длабоко во себе, и секој еден час го живее ова црно време на колективно страдање, сиромаштија, притисок и политички прогон. Отсуство на принципи, закони и вредности. Вредности на незаштитеност. Знам дека ви е преку глава од лекции, безпоговорни правдања и потрага по алиби, но секојдневни префрлања на вина, без превземање на одговорност, на констатации без решенија, на зборови без дела. Убеден сум дека секој еден од вас многу повеќе сака да слушне како и што понатаму. На Македонија е потребна надеж, светлина, демонстрација на тоа дека може поинаку и дека не е се загубено. Го земам бајракот со сиот еден од вас, подеднакво како и вас, до вас и со вас, и ви велам, ке победиме. Ве гледам во очи исправен овде пред вас и ви велам, ке победи честита Македонија, ке победи ВМРО ДПМН. Ке ги донесеме промените кои се потребни, а Македонија ќе ја сочуваме. Ке донесеме подобро утре, со план и со стратегија, со срце и длабок разум за нашата земја. Македонија нема повеќе време за губење и нема повеќе причини за залудно трошење на уште животи, за да чекаме да дојде подобро. Тоа мора да биде сега и веднаш. И имаме огромна причина за сето ова. Имаме огромен мотив за нашата борба. Нејзиното име го изговараме со огромна почит, со огромна емоција, која доаѓа од нашето срце
и која допира и до нашите корени, нашите дедовци и прадедовци. Она што сме, збор кој за жал и во 21. век ни создава немири. Но ние ќе обстоиме за неа, ќе обстоиме за Македонија. За Македонија, за честита и вековита Македонија. Доктор Христо Татарчев ќе напише: Македонија била и си останува култ на македонскиот народ, на неговата религија, род, јазик, на реликвиите на нејзините дедовци и прадедовци. И ова, драги пријатели, не се брише. И нејзиното водење напред не е само чест, не е само одговорност која ние ја прифаќаме, туку и наша обврска, пренесен аманет и завет. Затоа сме денеска овде во Струга собрани, да ја отпочнеме финалната битка за нејзината одбрана. Во овој период често бев прашуван каков треба да биде кандидатот за претседател на ВМРО-ДПМН. И дозволете ми денес овде да се осврнам на ова прашање. Република Македонија мора да се исправи, да покаже достоинство и гордост, да покаже кичма во времињата кога таа ја виткаат, да внесе стабилност во времињата кога имаме несигурност. ВМРО-ДПМН треба да избере кандидат кој ќе биде претседател на сите граѓани и кој ќе води бестрашно, непоколебливо и кој ќе работи за Македонија. Потребно е искуство, животно и професионално, кој ќе биде гаранција за квалитетот на носењето на одлуки. Човек кој ќе се обврзе да го почитува Уставот и законите во време кога Уставот е нападнат, кој ќе ги почитува традициите од кои произлегуваме, комитите, илинденците, партизаните, асномците, и оние кои се изборија и го исклесаа референдумот на 8 септември. И сето тоа ни треба денес, во време кога се газат целите и каузата за која тие живеа и се залага. Ни треба личност која ќе ја почитува волјата на народот, во време кога гласот на народот е игнориран и запоставуван, како што тоа беше со последниот референдум на 30 септември минатата година. Избираме личност која ќе даде динамика и импулс на процесите кон Европската Унија, кон која сето ова се стремиме. И која ја гледам пред се како систем на стандарди, кои мора да се постигна за да нашиот народ живее подобро. Претседател на сите, кој ќе допре до сите и секогаш, кога било кој од граѓаните ќе се чувствува ранливо и обесправено, несигурно, ќе рече: јас имам свој претседател на Република Македонија. Да избереме личност која никогаш порано не ја разочарала својата земја и кој е честит, праведен, која ќе обединува и која ќе води во овие тешки моменти, кој ќе биде компромисен во политиката, но и безкомпромисен заштитник кога се во прашање принципите, вредностите и интересите на сите граѓани. И сето ова за да ја вратиме правната држава и да се избориме за честита Македонија. Секој од делегатите, од вас, овде во оваа сала денес, одлучува и одредува за она што ќе го понудиме на граѓаните. А јас знам дека ќе ја донесете најдобрата одлука и најголемата причина за вашата одлука нека не биде само иднината на партијата, туку иднината
на државата Република Македонија. Бидејќи успешна Македонија е нашата единствена цел. Драги пријатели, овие избори ќе бидат жолтиот картон за Зоран Заев и СДСМ. Жолтиот картон пред да го дадеме црвениот. И ова не е финалната битка, но исходот од нив ќе значи многу за крајниот резултат на сето ова. И СДСМ и Зоран Заев затоа избегаа од парламентарните избори. Тие ги имаат истите анкети кои што ги имаме и ние, на кои губат. Убедливо и вртоглаво губат. Затоа што се повеќе го чувствуваат силниот револт на граѓаните, кој не е само поради промената на името и идентитетот, туку и поради се потешкиот живот и неправдите кои што се секојдневие во нашата држава. Избегаа од избори за да си купат некој месец повеќе, иако лажно се удираа во гради и храбреа. Ја знаат вистината дека народот ќе ги поразеше на парламентарни. А и ние на едни такви избори ќе имавме механизми преку техничката влада за да се спротивставиме на сите нерегуларности кои ни се случуваа на минатите изборни соочувања, но и на референдумот. И власта знае дека на фер и демократски избори нема да победат. Ниту сега, ниту било кога потоа. Сега имаме само председателски избори. И ние на овие избори настапуваме одлучно и самоуверено, но со голема предпазливост за нивната регуларност и амбиентот во кој се одржуваат. И во такви едни услови, нам, најголемиот проблем нема да ни биде поддршката на власта од народот, бидејќи таква поддршка од народот не постои. Тие се одржуваат на стаклени нозе. Туку борбата и настојувањето изборите да бидат фер и демократски. А дека власта има интерес да не бидат такви, имаме сериозни аргументи. Дури и по 5 месеци нема никаква правна разрешница за оние масовни гласања за време на референдумот за помалку од 2,4 секунди. Нема никаква правна разрешница. Нема никаква правна разрешница ниту за онаа излезеност повеќе од 95% на изборни места каде што изборите наназад таа излезеност не надминуваше ни 50%. Нема никаква правна разрешница за масовното и брутално полнење на кутиите. Имаме масовни предизборни вработувања, кои имаат намера да купат каков таков внатрешен мир во СДСМ. И деспотот Заев сака да ги корумпира тие гласачи. Имаме продолжување на политичкиот притисок на политизираното судство и продолжување на работа и истраги на ненадлежното специјално јавно обвинителство. Значи имаме Мира Дизел вработувања, кацарска судство, рускоска обвинителство и ненадлежно и тотално избламирано специјално јавно обвинителство, со кое се руши правната држава. Затоа, свесноста за сето ова кај нас е голема. Нема да дојде до украдени избори, ниту пак да биде украдена волјата на народот. Секоја недемократска акција на власта кај нас ќе предизвика соодветна реакција. Фер избори мора да бидат клучен услов за учество во наблюдувањето на овој процес, за вклучување на меѓународниот фактор во наблюдувањето на овој процес. Тука мора свој придонес да дадат и медиумите, колку и тие да работат во недемократски амбиент,
на дневна основа притиснати од власта, од властодржците, со притисоци и уцени и закани. Секој еден граѓанин загрижен за својата иднина и иднината на својата земја, треба да излезе да гласа за кандидатот подржан од ВМРО ДПМН на овие претседателски избори. Масовно и да испратиме порака дека Македонија е наша, на сите граѓани, и дека мора заедно со Македонија да одиме напред. Сега е времето кога треба да се биде гласен, за да потоа никој еден од нас нема никакви дилеми. Власта пак, која е со изгубена поддршка од народот, пристапува кон стратегија за поттикнување и храбрење на бојкот на изборите, како и на поделба на десното гласачко тело. Плодна почва за тоа ја наоѓа во спонзорираните поединци, кои се на услуга на власта, а кои треба да делуваат како истурена постава за разјадување на десното ткиво. Свесен сум дека има и поединци кои разочарани од вкупниот амбиент и катастрофалната и неуспешна политика на владата, автентично повикуваат на бојкот на изборите. Но треба да знаат дека тие, како и оние платени подбуцнувачи и слуги на Зоран Заев и СДСМ, кои повикуваат на бојкот, го деморализираат или шират дефетизам во рамките на десното гласачко ткиво. Дека тоа оди единствено и само единствено на контото на власта и на Зоран Заев. Свесно или несвесно стануваат ништо повеќе отколку слуги на Зоран Заев и СДСМ и одработуваат во функција на задржување на оваа недемократска и неспособна влада предводена од СДСМ и Зоран Заев. И треба да остане запишано дека ова не е истата ситуација како онаа со референдумот за договорот од Нивица, кога се случи абстиненција. Туку ова е време кога треба да се крене гласот за лошите работи и да се гласа избор на претседател кој ќе ја потврди и заштити волјата на граѓаните во Република Македонија. И нема подобро решение за државата од тоа да победи човек од опозицијата, кој ќе биде гласот и разумот на стотици илјади граѓани од оваа држава, стабилизирајќи ја нашата татковина, да има можност да действува и да ги менува работите. А што се однесува, повторно ќе се вратам, до оние хушкачи во десниот блок, кои се слуги на власта, за чие сценарио, напишано од Бихачка, ќе зборам во друга прилика, ќе им порачам сега овде од Струга. Нема да успеете и нема да го излажете народот. Народот заедно сите на купче, вас, слугите и Зоран Заев ќе ве порази најпрви на 21 април, а потоа и на 5 мај.
Имаме многу работа пред нас. Ке понудиме решенија, ке понудиме нескршлива енергија и план кој ќе мора да ја избави нашата земја од кризата во која сме втурнати и која е клекната на колена. Власта е во паника. Нема резултати. И секојдневно или лажат, или смеслуваат вештачки теми за одвлекување на вниманието на народот, на јавноста. Веќе договорот со Грција не е главна тема. Народот веќе не подклекнува и на оние обиди за заплашување или рушење на духот. Затоа што се повеќе луѓе не се плашат. Тие не се плашат и секојдневно им пркосат. Граѓанската платформа за борба против сиромаштијата објави дека 500.000 наши сограѓани живеат во сиромаштија. Рангирањата покажуваат дека корупцијата во Македонија е полоша и поголема од онаа во Руанда и Свазиленд. За само една година оваа криминална влада со своето расипништво го зголеми долгот на над 5,2 милиарди евра. Сега повеќе веќе не дебатираме за зголемување на пензиите. Сега дебатираме дали ги намалиле или останали исти. Не дебатираме веќе дали имаме намалени даноци, туку за колку ги зголемија даноците, за колку ги оптоварија земјоделците, оние со авторски договори. Не зборуваме колку нови инвестиции донесува, бидејќи такви инвестиции нема. А како може да има кога луѓето кои што се најзадолжени и најповикани за да донесат инвестиции, практично нивните имиња и не знаеме ни кои се. Поминаа веќе 2 години. Нема ветување кое го остварија. Но затоа сега почнува еден нов циклус на манипулирање и рециклирање на веќе неостварените ветувања. Играат на кратко памтење на народот, играат на таа карта. Кога не го возат фамилиарниот Мајбах или Бентлито паркирано во Женева, тога железните опинци на Заев може да ги видиме, но не и 500 евра просечна плата кои што ги ветуваа. Во здравството поради пустата неспособност умираат луѓе. Вакцини со поминат рок, пропуштени протоколи, заразени деца, смртни случаи на дневна основа. Што друго треба да се случи за да овие луѓе конечно се соочат со одговорноста? Во делата не можеме ништо да препознаеме освен нечеститост, лага и корупција. Правна држава речиси да немаме. Создадува вистинско чудовиште, Левитијан, која проголтнува среќата и правдината. Имаме неправда и несигурност. Елем и Мепсо наместо енергетски гиганти станаа приватни партиски подружници за партиско вдумување. А ако се пожалите за конфликтот на интереси во државните институции, како например антикорупцијската комисија, таму ќе ве пречека баџанакот на Талал Џафери и тој треба да одлучува. Па не се боревме нити ние, нити претходните генерации за ваква држава. Имаме поделено општество. Тие го создадоа тоа. Не делат на оние кои се против договорот и оние кои не се. Велат они биле европски политичари, а другите антизападни. Не поделија по најситни основи. На табори за и против договорот од Преспа, од Нивици. Не поделија на табори за и против за директор на средно училиште во Скопје. На вакви и такви, на што ли уште не. Вака, браке и сестри, веќе не иде. Вака не бива и ако продолжи оваа агонија во Македонија, нема да не биде. Затоа ве повикувам сите заедно сложно на 21. април да му кажеме доста е на Зоран Заев
и да ги поразиме жестоко, а тоа да го потврдиме на 5. мај. Тоа е почетокот на крајот на Зоран Заев и почетокот на една нова етапа од историјата на Македонија. Алтернативата пак, која во овој момент ја нудат за кандидат за председател, всушност и не е алтернатива. Најсериозен кандидат им е човекот кој е пишувач на колективната неправда, содржана во оној срамен договор. Човекот кој доживеа дипломатски дебакл и прифати се што значи грчка позиција, кој не го сочува уставот, достоинството, идентитетот, а сега ќе ја сочувал државата. Човекот кој што се срамеше од сопствената нација и тоа не го криеше, напротив, гордо го кажа од парламентарната говорница. Другиот е пак оној джелатот на неправдата, кој полицијата ја користи како своја приватна подружница, кој нема ниту еден нерасветлен посериозен криминал. И третиот посериозен кандидат е оној веќе еднаш кој загуби на претседателските избори и кој знаеме во минатото какви ставови имал, но и какви навреди изговараше кон народот кој што требаше да го бира. Драги пријатели, почитувани сограѓани, на Македонија е потребен протестен глас, кој ќе даде жолт картон на власта пред исклучување, и тоа треба да се случи на овие избори. Не ви велам да ни дадете безусловна подршка, но секој од вас има обврска да влијае со својот глас и се спротистави на пропаста, продуцирана од актуелната влада. Затоа поважно од било кога порано е да се обединиме. Нашите разлики се премали во споредба на големата цел Македонија. Изборните денови ќе дојдат и ќе си отидат. Но борбата на луѓето за креирање на одговорно владење, кој ќе ги представува интересите на народот, а не интересите на поединците, е суштината на нашето делување. Да се избориме за владење базирано на принципи, економски и технолошки напредок, иновации, социјални реформи. Затоа потребен ни е секој човек, обединети и сложни. Борбата ќе трае и само обединети во еден опозицијски народен фронт за честита Македонија, ве уверувам дека ќе успееме. И сигурен сум во тоа. Зората доаѓа и ќе ја огрее Македонија. А денес, овде во Струга, ќе ја запалиме таа искра на тој оган, на тој пламен, на тој непокор. И ќе го посетиме секој град и село. Малата, населбите, ќе влеземе во домовите на македонците, албанците, турците, ромите, власите, србите, бошњаците. Ќе го развиориме бајракот на заедничката борба, на заедничката победа. Некои политичари мислат само на наредните избори. ВМРО ДПМН мисли и работи за наредните генерации. Ние сме таа генерација која има обврска да ја обезбеди иднината. Ова е битка на нашата генерација, на новата генерација за нашата Македонија. Затоа, ајде, силно, стаменито, гордо ВМРО станува на нозе. Со име, образ и чест даваме збор, подаваме рака кон сите на кои нашата земја и иднината на своите блиски им е најважно од се. Нашите срца, нашата сила, нашата емоција е Македонија. Силна
и честита Македонија. Нашата победа ќе биде триумф за Македонија. Да живее самостојна суверена република Македонија. Да живее ВМРО ДПМН. Да сте ми здрави и живи, ја Ирлија уште еднаш да ни е денот.